Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б, и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на забава. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ден, почитувани дами и господа, во уште едно дружење со нашиот прекрасен автобус и нормално дека имаме повторно двајца кандидати. Спротив мене стои една преубава млада девојка, која се вика Јована Котевска, па еден аплауз и здраво Јована. Како си? Добра, вие? Еве, работно. Ти, добра? Добра. Ете така. Се надевам дека ќе направиме максимум во овој квиз, да освоиш награди. Ги знаеш веќе наградите кои се, што се, а последните две се стварно нешто што треба, се слагам, потешки се прашањето. Да. Има зашто се помачиш, така? Да. Да се така. Почуваме со нашата емисија, само да кажам дека Јована е инаку и фудбалерка, и си игра во екипата на својата школа, а плюс и одбојка или одбојка више не играш? Не, одбојка тренирам, Тренираш? Да. Професионално ќе почнеш изгледа ти полека. Ќе видиме. Те интересира повеќе одбојка? Да. Да. На кое место си? Форца. Форца. А играш на кое место? Немам уште позиција. Немаш уште? Зошто? Па Така. не почнав уште се надпревари, сега ќе почнам. Да. Така ли? Да. Ама редовно одиш, ги Да. следиш и по старите генерации предпоставам, гледаш, одлично, добро. Ние почуваме со нашата емисија и одиме со првото прашање, музичкото прашање, кое гледам дека не е нешто посебно, но ајде да видиме дали ќе се погоди. Ние веднаш се враќаме, видите тука, не го менувајте каналот, ќе биде интересно. Пуштаме песна. Ајде да видиме дали и што ќе има со песна. Слушам ли играе цевата, рингиштилская судьба. Че ти скршам сега реврата, проститутка ја черна. Еспреслонец ми е главата, девушка неверна. Ще те направам руска салата, Кама Сутраја. Ей, твоја позна? Да ти се скини чорапон на раскрсница, да ти се скрши штиклана во продавница, да ти се
daj šaleron, gora solnica. Доволно е се насмеавме. Глава расолница, експреслонец главата и така натаму. Сега да го поставиме прашањето. Да ти се скине чорапон. Прашање за песнава. Од која песна е оваа преработка на Джемо Билбин? Песна на Желјко Бебек, мислам дека е. Не, македонска е, да ти Македонска? помогнам. Да. И понатаму ти. А ти немаш појма како ми е. Не ја знам. А ти Не ја знам. не ја знаеш. Песната не ја знаеш или групата? Песната. Кукулеле не ја знае песна, леле мајко. Добро. Инаку, ако ја знаеше песната, ќе се добиеше пешкири. А песната е, ти ја реков пред секунда и пол. Кукулеле? Кукулеле! Еле напо. Боки, ти Боки па ја. Јована, извини. Бре, Јована. Втората игра е наред, веднаш бара мала пауза, веднаш се враќаме. Бидете тука, од 1 до 7. Дај се од себе. Почуваме со втората игра. Джа или бу? Шо велиш ли? Ќе видиме. Ќе видиме? Да. Добро. Джа. Музичкиот бенд К15. Како се вика? Соло дуо или дуо трио? Дуо трио. Дуо трио е првата и точниот одговор. Браво. Првото прашање се точно. Второ. Кој цртан лик е заштитен знак на карикатуристот Дарко Марковиќ? Мацко или Пецко? Мацко. Пецко е, бре. Јована. 3. Кој лик, немој да брзаш. Кој лик во ТВ сапуницата Династија го играше Џон Колинс, Алексис беше или Кристал? Кристо. Ова? Како? Алексис. Алексис, бе. Мора да си почитам. Добро. Од тврдината Исар, како на дланка се гледа градот кој? Штип или Струмица? Штип. Штип е точен одговор. Пето, почуваме со наградиве. Доколку се шетате на плоштадот Бан Јелачич, вие сте во Белград или во Загреб? Во Загреб. Загреб точно, окей. И шесто. Кој фудбалски клуб е домаќин на Алијанс арената? Бајерн Мюнхен или Борусија Дортмунд? Бајерн Мюнхен. Бајерн Мюнхен, точно. Седмото, последното најчесто женско име во Македонија е кое? Марија или Билјана? Марија. Марија е точен одговор. Значи, имаме 6 од 7. 2 награди имаме. А двете награди се, едното е кафе, другото е сака тата и мама да јадат сиренце, кашка на очиња, сака. Од бучен кожак тоа ќе не дадеме и најомиленото му е кисело млеко и јогурт. Браво, 2 убави награди, можеше и 3, ама ајде, доволно. Океј, сега одиме со оноа што треба да се погаѓа. Јас ќе земам тоа што ќе ми дадат моите работени, а ти ќе погаѓаш кога ми што е. Ќе имаш точно 150 секунди или 2,5 минути да видиме како ќе поминеме со таа игра. Веднаш се враќаме. Почуваме со третата игра. Да видиме Јована како ќе одговара. Почуваме, Јована? Да. Може. Дали е предмет? Дали го користиме во секојдневниот живот? Па некој да, некој не. Потребно ни е да го имаме со нас? Не е потребно да го имаме со нас, само ако сакаме.
средство. Не е превозно средство, не е превозно средство. Дали женските го носат или Не го носи женски. не? Никој не го носи. Една преубава кошула од мак джинс ќе добиеш женска, таман со долги ракави за сега, за есен, со преубави цветни бои, модерни, арно. Играчка да не е некоја. Да, играчка. За игра е. Mm. 30 секунди. Ја употребуваат и машки и женски, повеќе машки, малку женски. Привезок, не. Не. Рековме дека е играчка или за игра, ајде да кажем. Ја мислам дека, колку што гледам, готово е. Стоп. Јована, моја драга, кога одиш на одбојка со што се игра? Со топка. Топка е точен одговор, Арно, ама барем еден аплауз за Јована, не и текна тоа што највише си го игра. Како испадна ова сега? Не ти текна воопште на такво нешто? Не. Чим реков А предпоставив на почетокот на играта дека можеби би можело да биде, ама од после не ми текна да. За некако да ви помогнеме, бидејќи обично знам на кој му е професија или нешто или со што се занимава, па да, мада не мора да значи секогаш дека е така. Како е да е мак джинска шула, никако да ја добиеш, а многу убава и ќе ти убаво ќе ти стои сигурно. Одиме со четвртото. Дали ќе те пратиме во Грција, ќе видиме на крај. Толку од нас сега за сега се враќаме за многу кратко. Во рака држам трипликоа, внатре има 3 прашања со точни одговори. Јована? Број 1. Број 1, добро. Хајде да видиме што ќе се падне. Дали ќе го одговориме? Колку метри е висок милениумскиот крст на водно? Бевме пред тамо една емисија. Точно пишуваше колку е крстот висок. Не запазив. Не запази. И ти беше со нас, имавме стварно преубава екскурзија. Значи, колку метри е висок милениумскиот крст на водно? Околу 50 метри. Последна помош е повеќе од 50. Šta? А гњориш. 80 ева. 80 не е за жал, 2 шанси имаше. Милениумскиот крст на водно е. Одговорот е точен, 66 метри бањање нема. Када, дома, двор. Еден аплауз за Јована. Јованче, добро беше. Јас сум задоволен. Стварно се вие малку потешки прашања, меѓутоа и наградата е таква. А јас тежнам да имаме уште повојака награда и поголема награда, со која ќе ве земеме со авионски превоз негде во некоја странска земја
И тоа за многу брзо време ќе го дознам, можеби у следните 4-5 емисии веќе ќе биде дефинитивно бум, а ќе ве возам низ Европа, а може и Мала Азија, не знам како. Да се пријавиме тогаш. Да се пријавите и тогаш. Ти благодарам многу, еден аплауз за Јована, поздрави си по домче. Ние се враќаме, одиме на автобуска да поделиме нешто. Живи се, патличани. Домати, даде има домати. Здраво, колку се? 6 денари. Овие патличани ми се гледаат убави. Газда, здраво. Како си? Дали сакаш да направиме една трампа? Овдека имаш елит кафе, едно чудо. И топло чоколадо имаш. Дечиња имаш дома? Да, имам. Имаш и за дечиња детско капучино, например. Кафења и сите чудо. Дали да направиме трампа? Може. Да ми даеш едно... Не ти троша многу. Кило патличани и ја тебе ти давам една торба кафе. Може. Бива? Ајде, мери тука да видиме. Ајде да видиме. Ви кажам ја убаво на вас. Инаку се роѓаме во Џорче на пазарот, кој е многу снабден, морам да признам. И си добиме патлиџанчиња, и сега ќе се направиме салата. Имаме сирење од бучен козак и правиме шопска салата. Ете така, испазарувавме се и се враќаме во нашиот автобус и почнуваме со нашиот квиз. Еве, патлиџани за замена ни дадова, тоа е тоа сега. Имаме бучен кожак, реков, сега ќе направиме од сиренце, ќе извадиме, малце од патлиџани, гледате какви се. Ептен убави. Ракија ја носам. Ајде, чао се. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора. Од Фортекс. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисар во сите маркети блиску до вас. Масло Бисар, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари.
Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора. Од Фортекс. Дојде време и за вториот кандидат. Секогаш во мојот квиз и сега, па и предходно, сум имали постари луѓе, а сум имали многу млади луѓе, како што беше сега Јована. Сега имам малку постар господин, кој е тука од мојата друга страна. Не го гледате, во моментот сега ќе го видите. Се вика Миле Јанковски. Миле, здраво и добро ми дојде во новиот квиз. Возење со Вучич. Како си? Баш ми е драго вака. Се возеше малку се нас виде. Добро. Возењето беше добро. Пред се сакам да ти посагам среќа и успех. Фала ти, ке ни треба успех, да. Да. Ке ни Овој треба. ваш проект се немаме видено од вашите 5 минути. И кога го бркавме Фреди, Мачор. Да. И Мачор, вашиот Мачор, тоа беше изненадување. Да. Епа, Маче ко Маче, сака се протне секде и сака да избега. По некоја Мачор. Па не, може да било тоа. Комшига некоја Мачорка, некоја. Не знам тоа. Требаше да го прашаме Фреди, мојот Мачор. Инаку Миле е архитект дизајнер. Така, Миленце, ајде да ми кажеш нешто околу тоа. Работниот век поминав во Треска. Мебел како архитект дизајнер. После ситуацијата со раздвојувањето на државата, така? Останавме без работа, фирмата се затвори. Под Колку биро, беше технолошки висок? 15 години. 15 години. Да, и се пензионирав, сега сум пензионер, весел пензионер. Пензионер. Одам на предавања. Аха. Постдипломски. Да? Да. Петок, сабота и вторник кој има. И вторник? И вторник, да. И супер, супер. Каде до Битпазар постдипломски? Каде? Да, зависи Битпазар. каде треба, каде те праќа. Понекогаш имаме часови во природа. Така? Као Да. на водно што се. Као на водно. Со кој автобус на факултетот? Двојка. Кој ќе ти се падне, а? Кој ќе падне? Кој иде? А го разгледува Скопје овака? Обавезно. Си седнам. Во центариот тука пензионерски полека. Ќе сретнам некој пензионер или некоја пензионерка уште пуго. Така? Си седите на клупа? Кафе не се. Па земи еден термос. Биди спремен малку, ја ли да те учам? Ке си седнеш на клупа, господјо, како сте? Дали сакате кафе? Дали сакате кафе? Многу сте ми младолика и тие паѓаат на тоа. Елит кафе ќе се ставиме, сега ќе ти дадам елит. Добра идеја. Па нормално. Ако не, ако каже не сакам кафе, имаме топло чоколадо, господјо, за вас. Не се секирајте. Имаме капучино. Ладен чај. Имаме баклава од сандејки. Ама со секе те екипирам, само молим те нешто да направиме. Обавезно. Ке ќе се јавам. Да ми се јавиш и да ми даеш по телефон господјата. Да, обавезно. Така. И да ми ја сликаш со селфи. Опа, тоа ги пратам. Добро. Добро. Емисијата е, знаеш веќе како е оди, имаме 4 игри. Првата е лесна, втората е малку нешто потешка, третата уште потешка, четвртата најтешка, но и најубава награда. Да почнеме. Може. Може? Спремен? Добро. Се враќаме веднаш, драги мои, одиме со Миленце да изиграме една брзопотезна. Почуваме со првата игра.
Пуштам песна сега. Миле, слушај внимателно. Ти си уште дете на XU и мора да го знаеш ова, бидејќи песната е од 80-тите години некаде. Пејачката е исто така и сега популарна, меѓутоа Ептен беше популарна. Одиме со песна, па да видиме што ќе се случи. Udri, udri, udri mujo u tarabe. Udri, udri, udri mujo u tarabe. Ni poljubac nije više kao neka džabe. Ni poljubac nije više kao neka džabe. Treba udarati se sve do neba. Kaž mala matere, ti ja ću pasta udarati. Толку. Лепа Брена. Добро, Лепа Брена. Но, како е правото име и презиме? Фикета Авди. Близко си. Рекопме за господја на кафе, морам да ти го дадам кафето. Фикета, знам дека. Фахрета. Авдич. Не, тој беше Авдич директорот за директорот за сокови, туку на Ј. На Ј. Фихрета Јахич, така е. Ми падна камен од срцето, што вика Сергеј, ке ми пукнеше душава сега. Добро, кафенце има за тебе и 300 дрангули внатре. Ете така. Одиме со второто, знаеш, од 1 до 7. Сега, тука, джа или бу, така се вика играта. Почуваме? Спремен си? Може. Концентрација, веднаш се враќаме. Почуваме првото мое прашање, внимателно слушај, мислам дека без проблем ќе го знаеш. Што изгубила Пепелашка, а го нашол принцот во познатата бајка, прстенот или чевелот? Чевелот. Така е точен одговор. Уметничкото име на музичарот Александар Ристовски му е кнез или принц? Принц. Принц е точен одговор. Како се вика навивачката група на битолски пелистер? Шкенбери. Така е. Четврто. Чико е верната сенка на стрип јунакот. Кој? Загор или Блек Стена? Стена. Не е Стена. Добро. Загор е. Загор е. Една награда помалку сега од трите. Не е здравје. Еј, какви убави имаш награди. Пето, внимавај. Афродита е грчка божица. На што? На убавината или на правдата? На убавината. На убавината е точен одговор, браво. Шесто. Најдобриот филм на Венецијанскиот филмски фестивал што добива? Златен лав или златна мечка? Златен лав. Така е, златен лав, браво! И седмото, последното. Кој наш град се наоѓа најужно? Битола или Гевгелија, внимавај? Гевгелија. Ете, знаев дека ќе утнеш. Битола. Иако е најтопол и најблиску до грчката граница, Гевгелија географски не е најужен град, тоа е Битола, дури и Ресен се наоѓа појужно од Гевгелија. Да знаеш за друг пат, добиваш само една награда. Добро, човек се учи да ја кажи. Е, така е. А која награда? Наградата за тебе ќе биде, ајде ќе ти дадам бучен кожек да си имаш дома за кашкавалче, саламче, да си земеш сиренце. Сега на пазаров ми дадо патнича. Гледаш како се пазарува? Ја него кафе, тој мене патничен. Нема тука. Нема. Шарска една со сиренцето, леле. Кај не сме јадени, сега ми спомнуваш шарска сега. Па нема смисла, Миле. Ама на пазар сме, може да направиме една пауза овде, кога сите знаеме што има каде. Да. Сега ќе им дадам награда, 10 шарски нека дадам. Па сите поет. Бива ли? Бива. Добро. Веднаш се враќаме, одиме со третото, одговорот сега ќе го добиеме. Види внимателен, сега да видиме што ќе се состои во, дали ќе биде описно нешто, дали ќе биде човек, дали ќе биде животно, дали ќе биде не знам што. Види внимателен. Веднаш се враќаме и јас се интересирам што ќе биде, бидејќи не знам. Почуваме со третата игра.
внимателен биди. Почуваме, може? Може. 2,5 минути имаш на располагање. Биди брз во размислувањата и секој биде јас се надевам во ред. Почуваме. Дали е тоа предмет? Не е предмет. За јадење нешто? Така е, за јадење. Мрсна, посна. Ја мислам дека е посно. Посно. У секоја варијанта го зимаат. Посно, И кога постат. Да, добро. Може да го консумира секој? Па, горе-доле секој си го консумира. Некој го сака, некој сака, меѓутоа сите може да го консумира. И е многу здраво. Може да се прави во тава? Во тава? Да, во тава. Не. Тоа не. Значи, шо ме храна? Да. Чорба? Чорба не е чорба. Не, дали од незе... дали во... Не се прави од незе. Исучево? Чорба се знае што се прави. Да, шкемпеше. Да, шкембе, може да биде телешка, може пилешка, Јазик, рибна. Добро. Значи, шо ме храна? Гравче да не? Не е гравче? Не е гравче. Што може да биде? Да, наше јадење. Го имаме во Македонија многу. Орис. Или компир. Да, имаме и орис, точно. Не е ни компир, ниту е орис. Дали е мусака? Не, дури ни во мусака не го ставаат. Не го ставаат во мусака, што тогаш... Прас. Не е прас. Не е прас. Зачин да не го... Или сам... Не е зачин. Не е зачин. Производа, не? Така? Да. Компир... Зелка. Не е зелка. Уште 40 секунди. 40 секунди. Што можело да биде, можело да биде. Понатаму. Толку беше, а? Па и толку е, уште 20 секунди има. Ајде уште нешто нека ти се... Пробај нешто, ајде. Компир рековме, зелка рековме, значи се става, се вари. Не се вари, не реков дека се вари. Не се. Баш напротив, живо е. Краставичка. Така е, брате! Краставичка! Точно, на 0-0. Слушай, краставичка. Салатичка со патлиженчи згора синенца бучени озак се направам. Па која ќе направиш да не викнеш треба, не направиш само. Другиот. Друг пат, а? Другиот. Другата тура во автобусот ќе видам сам. Еден овал. Па да, сигурно. Сигурен си? Говорено. Пред сите дека аплау за овалот од тој друго. Значи, па. За тебе, еден кондори имаш, во патики си. Не, овие се... Да се отидеш у Адам Шус, ваучеров од 2000 за тебе, во Синтимол, така, да. Меѓутоа... Има сега попуст да ти кажам. Да, уште поарно, ќе си избереш нешто тамо, ќе се земеш и тоа е. Одлично. Во последна секунда ја мислев дека го одговори. Краставичка рече, а ова е краставица и точен одговор. Ете така. Само не кажам дали е права или крива. Ова е права. Ова е индустријска, од тие правите. Веднаш се враќаме, не знам каква му е среќата на господинот. Може, четвртата игра ќе го пратиме на море со некоја господја која ќе ја запознае на клупа кај Александар Велики. Може би, ќе видиме. Трипли кола на располагање. Каде е среќата? 1, 3, 2. Кој е? Слаби оценки имав, единица. Единица. Добро. Ајде да видиме како ќе ти се позвати ова. Како го свртела мојата асистентка ова. Сега, како си со фудбалот? Со фудбалот, игра фудбал. 9 години во Слога. Познаваш доволно екипи фудбалски? После 7 години бе фудбалски судија. Имаше многу интереси. Ситуации. Посебно во... Како викаат по судијата? По судијата? Да. Како викаат? Убава судија,
Тантара-мантара. Добро. Сега прашањето е. Колку титули европски шампион во фудбал има екипата на Милан? Бајаги можам да кажам. 4. За жал. А зошто брзаш? Кога ќе кажам бајаги, значи бајаги. Добре, 4 по 2, 8 нека биде. 8. Господине Милан, Грција, Јок, 7. Еден аплауз за Миланчо. Добро. Друга прилика. Друга прилика, ма не ми е за тоа, мене ми е за патувањава што се. Стварно се убави, и стварно се убави градови, и стварно се убави апартмани. Благодарам на вниманието и да се видиме во друга прилика. Еве ти рака еден аплауз за Миленце. Благодарам и да се видиме во друга прилика или на некоја свадба. Или на некоја свадба, меѓутоа те чекаме со еден овал убава салата и ракиичка, малку од која ќе заврши нашата емисија, да се опуштиме. А ние ќе се опуштиме и онака, бидејќи нашата емисија заврши. Јас ве очекувам повторно во следната емисија. Бидете ми здрави и живи Македонија, гледајте 1 ТВ и возење со Вучич. Чао!